Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во новото издание на емисијата во тек. Јас сум Мартина Проковиќ-Костовска и со мене ќе бидете се до кај 14 часот. Како што знаете, правилата си остануваат исти и во секој момент очекуваме да се вклучиме на пресконференција, односно на јавна презентација на 10 компании кои аплицираа на јавниот повик за финансирање проекти за намалување на загадувањето на воздухот, кои што се организирани од Фондот за иновации, технолошки развој и Министерството за животна средина и просторно планирање. Темата прва ќе биде поврзана токму со оваа јавна презентација за решенијата и проектите за намалување на загадувањето. Изминативе 2 недели навистина имаме ситуација каде што е видливо и намалување на загадувањето. Конкретно ќе зборуваме за Скопје, на што се доложи всушност ова намалување, затоа што бевме сведоци изминатиот период и изминатите години кога токму во овие денови имавме енормна загаденост, особено во ноќните и полноќните часови. Што се однесува до втората тема на која што денеска исто така ќе можете да зборувате, се очекува средба меѓу Заев и грчкиот премиер Ципрас и што може конкретно да се очекува од оваа средба е темата на која што ќе можете да зборувате, односно втората тема на која што ќе можете да зборувате во продолжување. Јас би прочитала само накратко токму за оваа средба, каде што се вели дека зајакнувањето на односите меѓу Македонија и Грција во контекст на градењето мерки на доверба изминатиот период и анализа на досега постигнатото во преговорите меѓу двете земји за прашањето за името се на агендата на денешната прва директна средба на премиерите Зоран Заев и Алексис Ципрас на Светскиот економски форум во Давос, велат од македонската влада. Аналитичарите и медиумите во Грција пак оценуваат дека главен проблем и во двете земји ќе биде да се обезбеди внатрешна политичка поддршка. Според грчките медиуми на средбата, грчкиот премиер ќе настапи со позицијата на Атина за сложено име со географска или временска одредница за севкупна употреба. Шефот на грчката дипломатија Никос Кодзијас во Брисел изјави дека е потребно дополнително да се разработат одредени прашања за да се зборува за конкретен временски рок за решение. Блиску сме до одредени прашања за решение. Мислам дека одредени теми за кои ќе се разговара денеска конкретно ќе покажат каде се движиме, изјави Никос Кодзијас, министер за надворешни работи на Грција. По масовниот протест во Солун во неделата се најавува нов собир на 4 февруари во Атина. Солунскиот градоначалник Јанис Бутарис смета дека сваќањето дека Македонија е само грчка и ништо повеќе од тоа е мошно лошо. Не е во прашање само името, доколку во уставот на соседите и натаму има идентистички тенденции, прашањето нема да се промени, вели Јанис Бутарис, градоначалник на Солун. Сега е идеално време да се најде решение за прашање за името, порача од Солун и американскиот амбасадор во Грција Џефри Пјат. Истовремено и бугарскиот амбасадор во Грција Веселин Иванов рече дека спорот со името и европската перспектива на Западен Балкан се дел од високите приоритети на председавањето на Бугарија со Европската Унија. Што може да се очекува од средбата меѓу македонскиот премиер Заев и грчкиот премиер Ципрас е втората тема на која што ќе можете да зборувате во ова денешно издание на емисијата во тек и секако за решение и проекти за намалување на загадувањето. Дали имаме гледач на линија? Добар ден. Дали се слушаме? Дали имаме гледач на линија? Решенија и проекти за намалување на загаденоста, како што реков, во секој момент очекуваме да се вклучиме на јавната презентација на 10 компании кои што аплицираа на јавниот повик за финансирање проекти за намалување на загадувањето на воздухот, а секако ќе се одржат од Фондот за иновации, технолошки развој и Министерството за животна средина и просторно планирање. Ќе видиме што конкретно ќе се предложи токму на оваа јавна презентација и секако продолжение би
сакале да го слушнеме и вашето мислење што се однесува до оној проблем кој што го имаме во Македонија веќе последниве неколку години, а реков дека и последниве 2-3 недели навистина сме сведоци на понамалено загадување, конкретно зборувам за градот Скопје. Не можам да кажам и за останатите градови. Ете, сите вие кои што гледате емисијата ќе можете да се јавите, да се вклучите во ова емисија, да ни кажете како е во останатите градови од Македонија. Зборувам за Битола, Кавадарци, Куманово, сите оние градови каде што беше забележано енормно загадување периодов. Дали и таму е намалено загадувањето или пак се уште е во големи размери, ќе секако очекуваме да слушнеме во продолжение. И за решенијата и за проектите за намалување на загадувањето, секако ова е во интерес на сите нас, затоа што многу пати досега сме зборувале дека и како е значајно да се намали загадувањето, затоа што сите го дишаме истиот воздух и нема некое лице кое што не е засегнато од оваа ситуација. Да го слушнеме и првиот гледач. Добар ден, повелете. Добар ден, убав и среќен ден. Вака, јас ќе зборам за Ципрес и Заев. Добро. Заев, се додека он прави така, ништо од нашата нација нема да бие. Затоа што он е продадена душа. Он е веќе решил тоа. Него го плаќаат тие американците. Никој друг. И за тоа нема што да збориме. Ние сме продадени толку. Ви благодарам и пријатно. Ви благодарам и вам за вашето јавување. Дали имаме друг гледач на линија? Добар ден. Добар ден. Дали имаме гледач на линија? Добар ден, повелете, во програма сте. Дали се слушаме? Добар ден. Повелете, во програма сте. Здраво, Македонија. Повелете. Од шипка браковенство. Ај конкретни работи. За првата тема. Ајде. Решение за најважното што го мачи Скопје. Не само Скопје, господини, има и останати градови кои што се загадени. И останати, во ред, прифаќа. Пред 2-3 години, не е важно која влада била, Министерството за екологија направи анализи, годишни анализи, кои се најголемите загадувачи на Скопје, зборам се, не Македонија. Добро. Значи, тоа се поновува секоја година, пред 2-3 години. И тоа обемни, дури се викна и експертиза од странство. Тие потврдија дека 60% главен загадувач се индустриските капацитети. Значи, не може да се бега од оваа вистина, ама таа вистина не се дава во јавноста, бидејќи и претходната влада, и оваа влада, прво го гледаат крупниот капитал. Главните крупни загадувачи, да не ги броам, да не губам време само, си тие индустријски капацитети кои се потврди дека навечер има не 6 пати поголемо загадување, него 10 пати поголемо загадување. Преку ден не работат. Тие индустријски капацитети навечер ги уклучуваат и се стварал облак надводно. Тоа е докажано. Сето навам, и бившата и сегашната, одат во прилог не да се каже вистината 60% кој е загадувачот, него се измислуват дрвата биле, иако низ години дрва сме користеле, загадување не е било толково. Значи, основен проблем е секоја влада го штити крупниот капитал. Основен проблем на Скопје и Македонија е нема граѓански отпор.
сите здруженија кои се регистрирани за оваа работа се ситна риба за било која влада. Ако Скопје не се организира граѓански, да има мирни протести, ништо не се прави. Сето ова е утопија по мене. Не по мене. Да ги сега да платиме ние, да имаме една јака невладин сектор, да платиме една експертиза од странство, ќе го потврди моето излагање и ќе каже само граѓански отпор, ништо не ви е друго спасо. А граѓанскиот отпор го има малце, ама се буди чатпа. Да. И кратко за втората тема. Ајде. Средбата не може да донесе ништо, бидејќи 26 години. Знаеме голготата на Македонија, знаеме што претрапе овој прекрасен народ, ја викам народ, добри луѓе. 95%. Значи, село ова е само излишен декор. Повише медиумите да се сконцентрираат на главните играчи кои не решаваат ништо. Они са маргиналци за оваа прашање. Ни ги питаат, ни ќе ги питаат. Главно се знае, народот може да одлучува. Во овие тешки судбоносни денови, народот кој го шутира и го омаловажува, заедно со медиумите, ќе претрапат пораз. Скоро и се гледа тај пораз. Добре. Една забелешка, ако може. Ајде. Да немаме недоразбирање. Вие добро ги водите емисиите. Минатиот пат се јавив за да ја кажам реченицата која ја кажа генералниот секретар. Добро, сега тоа е за друга тема, да не ја одзимаме од времето. Ајте, ве оставив во секој случај. Не бегај, не се бој, душ, не се бој. Добро е да се чисти работите. Емисија имаше од 3,5 секој ден, има емисија. Тоа беше тема. Од држава пред распад со НАТО ќе станете перспективна држава. Имаше, имаме го снимено ние тоа. Дали разбираш? И не може да ме правите спекулации сум ширил. Јас само наслов го цитирав и дискутирав по него. Добро, тоа е сосема друга тема, така да не одзимаме време сега за другите теми. Да, добро. Ви благодарам за вашето јавување. Убаво е да се зборува и ве оставив секако да зборувате кога зборувате за темите кои што се зададени. Нема никогаш да ви исклучиме доколку се е како што треба и доколку се задржите на темите. А денеска зборуваме конкретно за решенија и проекти за намалување на загадувањето и секако за средбата помеѓу Заев и Ципрас. Дали имаме гледач на линија? Ало. Добар ден, повелете. Добар ден. Имате гледач и слушач. Повелете. Човек, знаете, кога ќе е обременет од некаква омраза према овега или онега, ќе најди начин, модус некако да нападни таа страна која мрази, која не може да слуша ништо, и ќе измислува разни негативни работи, ќе ги прилепува и ќе ни го мати мозокот, ќе ни го мие мозокот и ќе не повикува на демонстрации, на побуни, на будења некакви. Добро. И организирање на ваква или онаква акција на граѓаните. Како да му е многу жал за граѓаните нас. Јас не се сложувам со госпојката првата што се јави. Не се сложувам заради тоа што таа се јави во една друга емисија пак прва и сега пак прва и вече пак прва ќе се јави на бумбар и ќе даде црн бумбар за тоа што го мрази. Добро, да ги оставиме останатите гледачи, господине, да се задржиме на темите. Ве молам, мораме малку да се контрираме за нашите мислења
да ги работите некако усмериме да ни тргнат по право. Ајде сега да одам на темиве. Македонија може да не биде цветна градина. Навистина цветна градина, јас сум роден во природа и живеан цел живот сум го проживел во природа. Меѓу цвеќина, меѓу цуд, меѓу зеленила, меѓу чисти води и извори. Сум правил извори покрај реките, сум ја пиел водата чиста, која течела некад од планините до устието на езерото и така. Таа била чиста, меѓутоа се не е така, за жал. Све се загади. Све. Загадивме ние земјата. И си имаме, се разбира, луѓе кои што треба на тоа намислат. Тоа се пред се институциите. Добро. И имате и други доброволни, хуманитарни, други организации кои што со тоа се запаќат. Например, Движењето на екологистите, ДЕМ, на Македонија. Меѓутоа во сенка е. Оние што се платени некако многу само политика ни водат. И кога ги прават грешките, ние ги фалиме. Ништо не се вереше тогаш кога се садеа врби во плачки врби, копници, ние ги викаме тие врби копници. И затоа копна ни е Македонија. Во коритото на Вардар. И кога се градел све она што го слушнавме преку бомбите. Сите викаат дека тоа е грешка, односно дека тоа не е точно. Ама се покажува дека е точно, бре Господа и Господи, се покажува дека е точно. И едно по едно се излегуваат на виделина. Па се излегува на виделина, ќе се излезе и друго нешто. Кој да нас прислушкува што вака зборуваме убаво или лошо? Некој не прати, не прислушкува преку разна мрежа. И ќе ни знае за нас и име, и презиме, и деца, и синови, и керки, и колку плата имаме, и кај се движиме, и како работиме, и така натака. Ке се излези сето тоа, Катица, нека ни е жива, ќе го оживи тоа. Ќе ни каже кој нас ни се заканува со чутете, оти ќе ве турни некоја кола во некој ендек. Тоа го слушавме преку гласилата, меѓутоа не за сите. А многу сме таки што ни се закануват дека ќе бидем во некој ендек турнати. Заради тоа што ја кажувам вистината. Сега да кажам конкретно што треба. Значи, наместо да се трошат пари, безмилосно пари, не, јас не ги критикувам само она што се направило непромислено во вашето Скопје. Ами критикувам она што понатака за други работи некои трошеле безмилосни пари преку разни картици, одење лево, десно со дами. Добро. Честење, купување на огрлици и што не. Пак овие патни трошкови што не. Да, добро, тоа се сосема други теми, да не ја шириме работата сега, да се задржиме на темите. Дали сакате нешто да прокоментирате за втората тема, за средбата помеѓу Заев и Ципрас? Ова реченица да кажам за првава тема, после ќе да на втората тема. Ајде. Значи, наместо да се градат една или две централни депонии, каде со целото наше ѓубре од сите градови села ќе се прибира и ќе се направат фабрики кои што тоа ќе преработуваат тоа ѓубре и ќе добиаме индустрија за разни производи. Ние правиме којни, камили, што тамо нема. Едно тоа. Ај сега додам на вторава тема. Јас навистина сум голем оптимиста сега. Зашто? Затоа што во нашето раководство имаме, не го знам ни Заев, ни Димитров, ни другите, не ги знам, со ние немам врска никаква. Меѓутоа ги гледам млади, свежи, момчина, кои што пред се ни кажа вистината што ни се слушувало нас олку години за нашиот тил. Да ја видиме вистината зошто сме сиромаци.
Зошто нашите работници не може плати да земат? Таквите момчина треба да ги поддржиме. Добро. Тие сега ни се на кормилото. И треба да го свежиме, односно да ги попадиме, да ги поддржиме. Затоа аз гледам, имам надеж, оптимиста сум, дека и Заев, и Димитров, и повеќе што се во парламентот сега, не сите, али дел, кои што се навистина добри и гледам перспективни работи што ги поставуват, дека Македонија ќе извлечат од ова беда. Прашањето за името ќе се реши. И нема Македонија да пропани. Македонското име ќе си остани со било каква додатка предна или задна или горна или долна, нова и така натака. Ќе си остане тоа име и ние пак ќе си бидеме македонци и пак ќе си го пееме македонско девојче и пак ќе си пееме на нашите комети, пак ќе си пееме за нашата историја низ која поминал овој народ. Добро. Никој тоа не може да ни го спречи и пак со векови кога сме зборувале на јазикот наш македонски, пак ќе се зборуваме. Благодарам што. Ви благодарам и вам за вашето јавување, да се задржиме на темите, повторно ќе апелирам, да не ги шириме на други теми разговорите и вашите мислења. Задржете се, затоа можеме да уклучиме и да вклучиме што повеќе гледачи. Решение проекти за намалување на загаденоста и втората тема што може да се очекува од средбата меѓу Заев и Ципрас. Дали на повидок е решавање или конкретно решение на името, на проблемот со името. Дали имаме гледач на линија? Добар ден. Добар ден, повелете. Ви исклучивме пред малку, повелете. повелете. Како во ред, фала. Да. Благодарам. Значи, како што реков, јас си реков дека се сомата мене на власта во Скопје, во Битола, Струга, Тетово, одма е решен проблемот на загадување. Тогаш веле дека бил проблемот дека Скопје е загадено во Коце Трајановски, дека тој го загадува Скопје, дека премиерот Груевски го загадува Скопје, ама испаднало дека не е така, дека некој лажел, дека бил проблемот во нив. И еве, значи сега така барат некои наводно решенија, ама рекоја дека имале хитни мерки и ефикасни мерки на чистење за Скопје. Но според мене најефикасен метод за да имате чисто Скопје, да имаме чиста и побогата Македонија, беше рускиот гасовод, преку турски тек кој требаше да помине низ наша Македонија, заради кој гасовод ќе земаме голема кирија, плюс ќе имавме ефтина енергија, и така че имавме чисто Скопје и чиста Македонија. Но ВМРО како власт тогашна договори руски тек, но американците од Запад, Сорос и другите, Европска унија, не сакаат овде да влези наша православна Русија, братска Русија со рускиот тек за чисто Скопје, за чиста Македонија, за чист воздух преку рускиот газ. И затоа издействуваја рушење на таа власт, да се спречи рускиот ток, да се спречи гасовод низ Скопје, низ Македонија, да имаме чисто Скопје. Ај сега за втората тема, за што очекуваме денеска од ова средба. Убаво нешто добро за наша Македонија, не очекувам ништо. Слушав пред малку, пред мене не гледач, така се смејуваше со нас македонците, кои сакаме да си остани наше во светиме Македонија. И, а истиот го знам години, кој има бугарофилски така цели. За него убаво да се смени името Македонија. Може најубаво би звучело за него да се викаме Бугарска Македонија. Каракачанов, кој сега е министер во Бугарија, вчера читам на интернет изјавил дека реагира на грчкиот протест во Солун, за нашиме Македонија и му вика на грциве, Каракачанов, му вика дека немојте да се мешате, Македонија е наша, бугарска. Сега се прашувам тука министр за надворешни работи кој исто преговара со грчкиве министри за надворешни работи за наше светиме Македонија и Димитров. Тој порано беше од СДС, како син на Димитров, поранешниот министер, отстрнат дека е бугарофил. Како сега стана омилен и мил и драг бугарофилот Димитров, да стане за сосема други личности, прашањето е што може да се очекува од средбата помеѓу Заев и Ципрас? Јас очекувам тешко велепредавство да се направи наскоро, да се смени наше светиме Македонија, за кој генерации македонци пред нас во робства
како партизани, како комици гинеле, давале живот Ви свој. благодарам за вашето јавување, да не се навраќаме пред 100 години. Како што реков, продолжуваме понатаму со темите за кои што ги поставивме за ова денешно издание на емисијата во тек. Решение е проекти за намалување на загадувањето и што може да се очекува од средбата помеѓу Заев и Ципрас. Се темите на кои што денеска може да зборувате се до 14 часот. Дали имаме гледач на линија? Добар ден. Добар ден, повелете, во програма сте. Дали се слушаме? Добро. Повелете, во програма сте. Дали имаме гледач на линија? Темите на кои што денеска можете да зборувате, решение и проекти за намалување на загадувањето е првата тема, и втората тема што може да се очекува од средбата меѓу македонскиот премиер Заев и грчкиот премиер Ципрас. Дали на повидок е решение за името и секако кога станува збор за загадувањето и загаденоста во Македонија, може да ги слушнеме секако и вашите конкретни решенија, што мислите каде треба да се насочиме. Добар ден, повелете, во програма сте. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас во студиото. Благодарам. Прво сакам едно прашање да поставам, ако може. Ајде. Вака. Дали смеам прво мојата дискусија да ја насочам како еден вид реплика кон претходниот гледач, мислам Пале дека го викаат што се јави. Дали смеам тоа да го направам? Добро, накратко, затоа што да не зборуваме за останатите гледачи, секој има право на своето мислење, веќе го оставам накратко, чисто да реплицирате. Не, јас го почитувам неговото мислење. Добро. Јас го почитувам неговото мислење и секој има право на свое мислење. Демократијата е борба на идеи, мисли и така натаму. Така. Меѓутоа, кон ова што јас ќе го кажам сега, ризикувајќи све, и дури и не знам, и санкции ваши од емисијата и све, јас сакам стварно да ги опатам темите, односно втората тема, со она што го кажуваше човекот. Затоа што вака сакам да кажам. Во секое негово јавување, зборот фашизам е неизбежен. Зборот фашистички е неизбежен. Во секое негово јавување, братската Русија е неизбежна. Во секое негово јавување, зборот светото библиско име Македонија е неизбежен. Национализмот кај овој човек многу лошо влијае врз оние кои што сакаат прогресивно да размислуваат, кои што си гајат своји идеи, кои што сакаат понатаму да ја гледаат Македонија на вистина европски развиена. Ние не сакаме да бидеме развиени, господине почитуван Тале, ви се обраќам директно вас. Не сакаме да бидеме развиени како што е развиена Русија, на мостови да се убиваат председатели на партии, наместени од манекенки и така натаму. Вие многу добро, господине, ги знаете тие случувања и така натаму и така натаму. Не сакам да навлегувам понатака. Немојте повеќе да ширите омраза и национализам преку кон граѓаните во Македонија. Едно нешто треба да ни биде јасно. Оние средства кои што некој ги добивал, а не одел на работа, дека треба да ги оправда, најдете си начин како да ги оправдате, ве молам. Значи, не може така да настапувате вие на секоја можна емисија, на секоја можна телевизија, на секој можен начин да омаловажите све што е европско, а да при тоа, плукајќи ја таа Европа, трчате секој можен викенд во Грција по грчки манастири и да правите 300 чуда таму, сите знаеме што е и како е. Ве молам, немојте. Значи, вака, тоа се однесува на втората тема. Добре. Ова све што го зборувам. Свесно го зборувам под закана за забрана за јавување и све. Јас ќе го почитувам ако тоа го кажете вие. Меѓутоа, работата е, името мора да се реши. Името Македонија, свето библиско, не е Македонија наша во сегашниве граници. Ние имаме сега граници, имаме држава. Меѓутоа, таа држава се наоѓа во историски спор поради некое име кој што територијално поседуваат и Грција и Бугарија. Таа е онаа територија.
Немојте да ми го величате господине Тале, ВМРО, затоа што ВМРО нема остварено во целокупното негово постоење држава, граници, председатели и така натаму, како што другите земји тоа го правеле. Немојте, господине Тале, да вие секогаш настојувате да ги дигнете македонците над другите граѓани кои што во Македонија исто како и македонците придонесуваат и со даноци, и политички, и економски, и на секој можен начин. Немојте, господине Тале, во оваа емисија да прокламирате национализам, кој што сега се повеќе и забрзано гасне. Јас очекувам, на втората тема конкретно, многу кратко, очекувам многу брзо разбивање на тој мит за името Македонија, очекувам за секогаш да сгасне митот за најголемиот, историски читано зборувам факти, за најголемиот тиранин кој што постоел на територијата на Балканот и на Европа, тоа е Александар Македонски, кој што правил зверски убиства, кој што покорувал и освојувал народи. Македонските граѓани, како што се сега, нити освоиле, нити покориле, нити направиле нешто. Секогаш се бореле за слобода и ослободување на сегашната територија на Република Македонија. Дали таа се викала Народна, дали таа се викала Социјалистичка Република Македонија, дали сега се вика Република Македонија. Ние името и идентитетот не можеме никогаш да ги мешаме. Идентитетот е една работа, името на државата е друга работа. Името на државата е менлива категорија. Има такви милион примери, господине Тале, не сакам да ви ги набројувам. Меѓутоа, идентитетот на држава, на граѓаните во таа држава секогаш се задржува како таков. Ние сме овдека повеќе луѓе, повеќе народности, од повеќе категории социјални, од повеќе верски исповеди и така натака. Национализмот да си го задржите ваш таму каде што му е местото. А тоа е заборавот. Оваа влада, овие сега нови сили кои што се прогресивни и европски настроени, секогаш ќе одат напред и никогаш нема да се враќаат во историјата на паган кој што сега вие го правите дури и христијанин, а се вика Александар. Разединете ги тие појмови и настапете еднаш како што треба во оваа емисија. Немојте да го рушите идентитетот и квалитетот на вакви емисии. Одете си, ве молам, јас се извинувам према телевизија 24. Одете си, ве молам, во ТВ Нова, таму имате бумбари, таму имате муви, мравки и така натаму, делете ги таму тие инсекти што сакате правете. Немојте овде да рушите и да ширите национализам. Ви благодарам и се извинувам, вака што сум стварно настроен, малку возбуден, меѓутоа не може човеков да се трпи повеќе. Ако сака да си ги оправда тие средства што ги земала неоделна работа, нека си најде начин. Ви благодарам и се најубави посакувам. Ви благодарам и вам за вашето јавување. Имајте убав и пријатен ден. Што може да се очекува од денешната средба меѓу Заев и Ципрас и решение проекти за намалување на загадувањето? Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Пак се истиот стил хубавица и Јордан Златанов. Повелете, господине Јордан. Да го поздравам прво филозофчево, ја го крстив, сега што збореше. Јас, например, Тале, ако не повеќе, 70, 80, па до и 90% се слагам со неговите коментари. А филозофчето, како и претходно таму, Охриѓанецот ли кој беше, иако многу ми се допаѓаше, посебно Охриѓанецот, нешто почна да се вртат со своите филозофии, муабети, дискусии, значи во врска со сите теми тука што ги слушаме и почна да се дварат на секоја власт, значи кој додека на власт и се управо. Јас па секој сум кажал, јас сум титуиста, значи се борам против луповите, а оној што нешто сработил, морам да го признам. Оној што го убива, морам да го признам. Честноста мора да се признае. Јас како викам, еден нека се јави, дека сум сгрешил, сум го ограбил, сум го навредил, одма нека ме тужи и ќе му го припишам целиот мој имот, пошто и не е лош колку толку, до и пензијата ќе ме даде. Сега, зошто на Тале само му наоѓам една мана, што он го напаѓа Тито. Демек Тито на Голи оток ги носел сите. Ами и тогаш, значи командувале големите сили, Америка, Англија, Русија и тие чуда. Тито не бил будела да не оди за Солун, тогаш, нели, мора да иде тамо кај требаше Српски фронт и тие чуда. Иначе Југославија, ако беше и до Солун,
на 2 мориња. И така бевме супер, значи сила. Ето, во сите спортови бевме прваци. На сите Добро, да ставиме сега што било пред 50 години. Толку. Значи, на филозофчето да му одговорам, да не е толку само да напаѓам. накратко. За овие теми. За темите. Јас многу ми е криво што сум рекол, мајка ми е родена 13-та година, грците го спалили Струмичко Ново село, баба ми бремена со дедо ми морале да бегат према Софија. Нормално секој натамо бегали, како и кој се двоеше, нели, Југославија. И сепак секој бугарите ни помагали од секој случај. Тоа, значи, баба ми се породила во Петрич, во планините. И погинува, значи, на враќање од беше на одмор, значи, на враќање од Грција, и испадна зборовите на баба ми. Чедо, мајка ти под планините, под звездите се роди, под звездите погина. Значи, и затоа ние се крстиме Македонка. Значи, еве точно, значи, цела Македонија. Бугарија, Грција, Македонија, Егејска, Пиринска и Вардарска. Значи, така и баба ми уште беше жива тогаш. Од 76-та мајка ми погина. Сакам да кажам, ние како македонци, мора и сите, јас зашто и на тој бес само замерам. Македонија не постоела 100 години. Мајка ми 13 година родена. Сега, овој дете не било ни родено, не постои Македонија. И значи, името, грците што не сака да не признаат. Они го спалили Струмичко Ново село. Значи, уште од тогаш, они секојаш, значи, нас не притискале како и сите други што не она, цепеа делеа, како песната што е цепете деле те, пак ќе видиме цела Македонија. Толку, а за загодувањето. Тоа, они до сега, ако сака, немаше нивните директори, тие министри, инспекциите, проформе постојат. Никој, значи, они праќаат инспекција само кој што сакат некој што не е нивни истомесленик, кој што не е со нив, што не краде, тогаш тие се може да прават криминали, да не проведат закон. Коментарите, последниве 2-3 недели навистина сме сведоци на намалено загадување, можам да речеме дека воопшто и нема загадување, конкретно во Скопје. На што се должи таа ситуација? Често пати одев на водно. И сега од тамо ќе се види, ма не може една железара да направи тоа. Јас не знам дали Кајвас или Канал 5, не знам кај го кажат там. Се дека не се спроведе, да се донесе одлука, да се врати планот на Кензе Тангве. Тоа е стварно голема инвестиција. Да овие населбите тамо да се отворат, на сите полека зграда по зграда се руши, да се направи тој провев природен и автоматски Скопје и Македонија никош нема да биде загадена. А ова се што го прават се тоа вештачки. Видите се толку е техниката напред, кога сака дошки ти пушти, кога сака магла ќе ти пушти, кога сака било што. Има толку инструменти така. Поздрав од мене се нева. Ви благодарам за вашето јавување, имајте убав ден. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете во програма сте. Дали сум во емисија? Да, повелете. Се јавувам млад граѓанин од општина Аеродром. Добро, драго ми е, повелете. Да, по првото прашање што е за загадувањето, би сакал да говорам, бидејќи ние сме најизвикана општина, нели, Аеро, во Република Македонија од последните избори, па нааму. Би сакал да говорам на таа тема, затоа што во Аеродром стварно не се диша. Не се диша, значи тоа не е хумано што се направи, бидејќи, како да ви кажам, како млад граѓанин не можам нормално, јас моментално сум болен, имам, значи, бев и на доктор, ми рекоа дека тоа е некоја алергија и докторката ми кажа дека ова е од аерозагадувањето. Значи, тоа е под број 1. А под број 2 би сакал да говорам и за другата тема. Тоест, сакам само да му реплицирам на човекот што му реплицираше на господинот Тали. Дали, доколку вие, господине, си го промените вашето име, би можело да се промени понатака и името на Република Македонија. Моите дедовци се бореле за Република Македонија, моите прадедовци се бореле за оваа Република Македонија. Јас ќе се борам за оваа Република Македонија. И нема да дозволам моите деца да живеат во друга република. Пријатно. Ви благодарам за вашето јавување, имајте убав ден. Добар ден. Дали имаме гледач на линија? Решение е проекти за намалување на загадувањето, дали
и што сметате на што се должи по намаленото загадување во Скопје, кое што го имаме последниве 2-3 недели, не знам сега точно кога, ми се чини дека беше некаде после божикните празници. И втората тема, што може да се очекува од денешната средба меѓу Заев и Ципрас, кога се однесува за прашањето за спорот со името. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Со вас, господице, млада. Јас ќе видам кратко. Ништо не очекувам од ова меѓу Заев и Ципрас што отидоа во Давос и отидоа луѓето да се просветат, да се истерат некој ден повеќе многу на снегот, да одморат. Името ќе си остане Македонија и толку. Јас сум македонка. Моите се и моите дедот, прадедот, секој дедо што ми кажувале мајка ми, иако е над 80 години, дедо ми имаше над 100 години, ми раскажувале и нема никој смисол да се направи да го сменат името, зашто таму само Заев, господинот Заев и другите идат да се шетат, не ја гледат Македонија како луѓето гладуваат, како се мачат секојдневно овакво, секојдневни исти теми давате, мислам, сите телевизии на телевизија, мислам, сите канали. И да му кажем на тоа филозофството, да го направеше господинот Тале, бараше господице само 1-2 реченици, а он цело време против него зборуваше. Господинот Тале се јаво одамна многу и човекот стварно забегува малку некои работи, повеќе овакво, ама не требаше да толку и требаше да го скратите. Не ни требаат нас аналитичари од дома што ќе овакво на темите што ќе разговарат. Имаме доста добри аналитичари што ќе анализираат и што ќе кажат за ова тема. Им посакувам на господата си поменат во Давос што побо да се останат сите здрави и живи дома, а Македонија ќе си остане и нема да и ба и што друго да ви кажам, да си имате убав ден. Благодарам. Исто и вие имајте убав и пријатен ден. Дали имаме време да пуштиме уште еден гледач, режија? Да. Во продолжение ќе направиме на кратка пауза за да ги погледнеме најновите информации од Македонија и од светот. Веднаш потоа, некаде околу 12 часот и 35 минути, се враќаме повторно назад во студиото, каде што ќе продолжиме да зборуваме на темите.